Почитувани добровечер и добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва со претениците од Македонското собрание Дафина Стојановска, ВМРО ДПМН. Добре дојдовте. Добро вечер, добро. Благодарам за покана. И Митко Тречулевски, СДСМ. Добре дојдовте и вие. Добро вечер, добре најдов. Денеска во собранието помина интерпелациите за 5 члена на Судскиот совет кои што ги избира собранието. Им изгласана недоверба. Се очекува дали тие самите ќе се поднесат оставка и воспротивно остануваат. Меѓутоа ставот на СДСМ и господин Тречулевски дека ова е упад во правосудниот систем. Од друга страна ги слушнавме критиките од страна на власта дека се незадоволни од работата на овие членови на Судскиот совет за ниската доверба во правосудството. Зошто го цените ова како партизација? Тоа беше дел од нивните, да кажам, предизборни ветувања. Вака, според мене, прво треба да ги земеме главните аргументи кои беа посочени во однос на самите интерпелации, покрај неколку аргументи поединечно за секој од членовите на Судски совет, како главен аргумент е недовербата, односно малата доверба од 2 или 3% во правосудството. И тука можеме да се согласиме дефинитивно и ние потврдуваме дека навистина довербата во правосудството и во судството генерално е многу ниска. И сите се согласуваме дека се потребни реформи, меѓутоа потребни се суштински, корените, темелни реформи, реформи онака како што се предвидени реално во оценската мисија и како што се предвидени во реформската агенда која беше подготвена од претходната влада и поднесена до Европската комисија од оваа влада и потврдена како една од најдобрите реформски агенди. И тука се содржани пакет на закони поврзани со правосудството кои треба да се донесат и кои треба да обезбедат соодветен систем кој ќе врати довербата кај граѓаните. Но колку тоа би било брзо, да кажеме? Значи, ако се вратиме назад, ние можеме денеска да кажеме дека за месец и пол од денес владата троши четвртина од својот мандат, односно една година. И во таа насока сакам да укажам дека таа реформа која владата ја најавуваше, денеска гледаме сосем обратно нешто. Од денеска гледаме една кулминација, едно кресчендо на една епизода која што започна пред неколку месеци, а тоа стартуваше со промени, односно партиски упад во делот на второстепените комисии, регулаторните тела, Советот за граѓански надзор над следењето на комуникациите и денеска ја гледаме кулминацијата со класичен партиско-политички упад во рамките на правосудството и на овој начин ние нема да вратиме довербата. Ние подадовме рака како политичка партија, повикавме сите заедно, политичките партии, парламентарни, исто така Фелата, Академијата и сите оние кои се стручни да седнат на маса, да направат систем кој ќе врати довербата во правосудството. Таквиот систем значи дека ќе ги задржиме најдобрите, најквалитетните, оние со најсилен интегритет кои ги имаме во правосудството и нив ќе им гарантираме дека нема да трпат нити политички притисок, нити било каков друг притисок при нивното одлучување, туку ќе одлучуваат само согласно закон и паралелно да пробаме да ги мотивираме сите оние од приватната фела да служат и да работат за државата. На тој начин ќе вратиме довербата во правосудството и на тој начин мислам дека ние треба да покажеме една друга слика, а тоа е дека знаеме да се надминеме самите себе и да знаеме да смениме нашиот менталитет, особено при практицирање на власта. Само на тој начин можеме да тема чисто заради дебатата, господја Стојановска, се согласувате со овие аргументи на Па јас ги слушнав аргументите и не сум изненадена денес се случи она што мислам по трет пат или не знам кој пат, кога пред да се случи седница во собрание, СДСМ најавува жестоко дебатирање, жестоко спротивставување. Тоа беше случај со ребалансот на буџетот, со законот за заемот од Унгарија, и еве и сега, ако според деловник до вчера требаше да се достави список на пријавени говорници кои ќе зборуваат по интерпелациите и СДСМ уредно го имаше доставено, денес се случи да ја променат одлуката, да земе збор само координаторот и на крајот од говорот да каже дека тие нема да учествуваат на оваа седница. Уште еднаш би повторила дека повторно ги пуштаат во вода луѓето кои што тие ги поставија. Тоа се случи со СЈО, со Русковска, со Љубомир Јовевски, тоа се случи токму и со денес. Луѓето кои што тие ги протнаа да бидат членови на Судски совет, за Дамева, која што беше предпоследна председателска на Судскиот совет, ако Уставот вели дека собранието предлага или универзитетски професор, или адвокат, или истакнат правник, прв случај или преседан беше Дамева да стане член на Судскиот совет без ниту еден ден помина
поминат во судница. И замислете таква личност да оценува, да ја следи работата на судиите. И за мене, впрочем, не беше упат ова дене што го направи пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, туку би се изразила дека судскиот совет вршеше долго време упат врз правосудниот систем на оваа држава, со тоа што не работеше согласно законот за судскиот совет, не постапуваше, селективно делуваше, прекинуваше судски постапки, имаше мноштво на преседани кои што денес добар дел од колегите ги напомена, и токму затоа се случија интерпелациите, и ова е делот кој што е во рамките на можностите на она што како пратеници можеме да го направиме. Да, очекуваме да се пробуди моралот кај овие 5 мина кои што собранието ги бира и собранието денес им ги изгласи интерпелациите, но да видиме што ќе донесе секој нов ден. Секој нов ден гледаме дека довербата, како што и колегата Трајчулевски кажа, е падната на ниво на 2%, и ако за тоа некој не чувствува дека сноси одговорност, впрочем и во одговорот на интерпелацијата и денес мислам дека Дамева во незиниот говор или одбрана за интерпелацијата има една клаузула каде што вели дека правна доктрина не била колективната одговорност, па токму затоа ние од Дамева и од членовите на судскиот совет очекувавме да повикаат на индивидуална одговорност, а не да унапредуваат судии на кои што требало да им се поведе дисциплинска постапка или да не постапуваат по одлуки на управен суд или да не доставуваат предмети до Врховен суд и така натаму, мноштво на незаконски постапувања. И ако за тоа сметаат дека ВМРО ДПМН врши упад, јас сметам спротивно дека ВМРО ДПМН сака да го департизира ова што би требало да биде независно судско тело, а гледаме дека не е. И еве мислам дека немаше интерпелација од сите 5 која што не беше изгласана со помалку од 75 гласа, и ако ние пратениците во собранието сме представници на граѓаните, односно на народот, тогаш тоа е одговорот на народот. Гласа и пратениците на левица, иако за многу работи во државата не се согласувате со нив. Господјо Стојановска, председателот на судскиот совет неодамна кажа дека само советот може да ги разрешува според законот. Требаше ли да се почека да се смени законот, бидејќи што ќе биде ефектот ако сега тие не се поднесат оставки? Време се чека, еве како и што колегата Трајчулевски нели споменуваат, веќе уште малку ќе помине година дена како ВМРО ДПМН на власт, а не се случуваат реформи. Очигледно дека оставени сами на себе без никакви промени на закон, односно да делуваат независно, тие повторно си делува, односно не си делува, па се разболува и така натаму. Тоа е више дел од обвинителството, но дефинитивно луѓе кои што доаѓале од партиски штабови, од дел од нив нели биле советници на премиер или на совет во кабинетот на премиерот и не знам уште што. Значи сите факти говорат дека овие луѓе ако немаат доблест, барем вака јавноста и граѓаните нека ценат дека навистина од собранието како институција која што ги бира немаат доверба, интерпелациите се изгласани. Впрочем, на последните избори повеќе од половина милион граѓани на оваа држава ни ја дадоа поддршката токму и заради конечно да се решат проблемите со правосудниот систем. Реформите почнува. Задоволни ли сте од она што го ветивте дека до сега се реализира во таа смисла во делот на правосудство? Па очигледно поднесените интерпелации се знак дека не сме задоволни, дека не се пробудија поединци во судовите, во судскиот совет, во обвинителството, така да ова е само прв чекор во она што имаме намера да го направиме. Господин Трајчулевски? Само кратко сакам да укажам тука дека реформата која сакаме да ја направиме како држава, зборувам тука, не како политички партии, треба да биде многу посуштинска, многу потемелна, затоа што народски кажано сега е дојдено нож до коска. Зошто е тоа така? Затоа што овој процент од 2-3% не можеме да го препишеме на ниту една поединечна влада од независноста до денес. Напротив, јас сметам дека сите влади си имаат своја одговорност. Ако сакате да почнеме од изборот на суди во време на Бранко Црвенковски го предводеше СДСМ, до тефтерчињата кои ги слушавме на Гордана Јанкуловска, после тоа близината на одредени суди и јавни обвинители со другите влади предводени од СДСМ и така натаму, значи сите комплетно влади имаат својата одговорност. И затоа сега сите ние имаме одговорност да направиме систем. Поединечните барање на интерпелација која не е уставна. Зошто? Затоа што согласно устав вие може да барате интерпелација на влада, на министри, на тие што одговараат пред вас. Меѓутоа тука зборуваме за судски совет кој е тело во судскиот систем и кое тело согласно закон само тие може да се утврдат одговорност. Но клучната работа која беше спомената исто така од колешката Дафина. Викаме
грешките на СДСМ. Да, грешките ние ги плативме на избори, затоа имавме таков резултат како што имавме, меѓутоа граѓаните очекуваат реформа. Реформа значи промена на системот. И затоа викам, ние сме тука да дадеме поддршка на суштинска реформа која ќе се направи. Ние сменавме денес, односно собранието промени 5 луѓе во рамки на судскиот совет. Што останува со другите? Другите остануваат, значи дека добро ја вршат работата. А тие па потекнуваат од судиите, од редот на судиите, баш оние судии во кои довербата е 2%. Затоа сметам дека многу поинаков пристап требаше да има генерално владата, да обезбеди максимум поддршка. Не само од политичките партии, имаме академија, имаме стручни луѓе во државата. И на тој начин да, и во изминатиот состав на претходните влади се ветуваше дека ќе се прават реформи, меѓутоа гледа тешко оди власти и опозицијата да се договорат на кој начин сето тоа да се спроведе, па веројатно за сите чекори што ги превземе ова власт, претпоставувам ќе го има и успехот и критиките од јавноста. Вчера на пресконференција вашата потпредседателка кажа дека сега ако се променат, ако се изгласат овие интерпелации, следно ќе биде дека ќе се поставуваат суди или ќе се менуваат суди по волја на власта. Дали тоа заради тоа што некогаш и тоа било пракса или сериозно стравувате дека тоа би бил следниот чекор сега? Видете, ова што се направи денеска и претходно што се направи со овие регулаторни тела и така кои ги споменат е невиден страшен преседан за државата. И никој не може да каже дека тој преседан нема некоја друга влада утре да го искористи како веќе воспоставена пракса. И затоа викам дека кога ќе се влезе во ваков тип на преседани, знаеме дека одговорноста постае многу голема. И јас презентирав претходно и пресуда од Судот за човекови права, кај што добиено оштета и така натаму, треба да водиме сметка за правењето на преседани. Денеска е направен сериозен преседан со тоа што партиско-политички упад е направен во правосудството со кршење на уставот. И тој преседан, верувајте, утре било која друга влада ќе го искористи како воспоставена пракса. И мислам дека не е добро за државата. За државата е добро да направиме систем отпорен на влијание, било политички, било од поединци, било бизнис влијание, кој систем ќе ја гарантира правната држава, ќе го гарантира правото кое треба да биде над секоја политичка партија, над секој поединец. Само така ние ќе ја вратиме довербата. Нема да ја вратиме довербата доколку 5 луѓе ги смениме од судскиот совет. Јас само едно прашање на колегата Тречулески, мислам како коментар, не во права смисла прашање. Ако велите дека вака не се прават реформи, после поразот во мај, април минатата година, како СДСМ започна со внатрепартиско реформирање? Дали СДСМ го промени статутот на партијата или го промени раководството на партијата? И дали ова не е почеток на реформи? Значи, не може ако не направите кадровски промени, да кажете дека со истите, еве ние им дадовме шанса на истите луѓе. Ништо не направија, не се разбудија од длабокиот сон. Си продолжија исто. Калкулантски, манипулантски. Значи, мора од нешто да се почне. Да, во теке изработката на новиот кривичен закон, тука ќе бидат вклучени сите. Дај Боже да постигнеме консензус, затоа што нели сите се залагаме. СДСМ дојде на власт, најглавните пароли на шарена револуција беа нема правда, нема мир. Со кандидатката Гордана Силјановска-Давкова во 2019 логото нејзино беше право и правда за Македонија. Значи, вие не успеавте да направите реформи за 7 години. Нас ни ги барате за 8 месеци, еве нека се и за година. Значи, мора од негде да се почне. Еве, ова е почетокот кој што ние го избравме. А би седнале заедно да се договарате, еве, например, па зошто да не? Македонија е толку мала држава што експертите се тие, сите ги знаат. Во овој контекст сам јас би сакала дали имате значи дека ако некој прифати да учествува во изготовка на ваков закон, дека тоа е проврмаровски настроен или СДСМовски. Значи, ако зборуваме за експерти во оваа мала држава каде што навистина е недозволиво ваков процент на недоверба во судството. Само краток коментар, така е. Кога изгубивме, направивме промена на раководство, меѓутоа го сменивме целото раководство. Не парцијално, не сменивме тројца, па другите да ги оставиме, ги сменивме сите комплет. И мислам дека СДСМ, ако правиме некоја паралела, ќе добие успех и ќе почне стварно да влијае кај гласачите, да биде препознатлива кога ќе имаме целосно изработена платформа, програма која ќе ја презентираме, ако правиме паралела. И од тука викам, ние мора на некои работи да влегуваме многу посеопфатно.
темелно да влегуваме, поготоа на ваков тип на работи. Затоа ние се понудивме да ја дадеме нашата поддршка, тоа што стварно знаеме дека да, ние во 7 години, ако успеавме овие работи да ги испорачаме кон граѓаните, јас мислам дека се уште ќе бевме на власт. Затоа што во право сте, нема правда, нема мир, на крајот не испорачана, ја плативме соодветната цена. И затоа викам, може треба да се искористи моментот ако лидерите повикуваат на единство, на соработка и така натаму. Тоа го слушнавме и од Мицкоски, од Филипче и од други лидери. Денес и Сајковски бе повика во првото обраќање образлагањето на интерпелацијата да се обединиме, бидејќи сите сме согласни дека вака повеќе не оди. Затоа викам. Првата можност можеби Сега можеби е најдобрата можност ако ние не се обединеме за ваков тип на прашање кој е суштински важно за државата, тогаш зашто друго ќе се обединуваме. Затоа викам да се обединиме за систем, за вредности и за темелни реформи кои ќе значат враќање на доверба. И уште ова изумив, се извинувам да го споменам, бидејќи колегата ја спомена оценската мисија, таа дојде на увид во судскиот совет токму после оној скандал кога подпредседателот го узурпираше местото на председателката и која беше препораката на судски совет, самото тело да направи реформи, да се реформира, за да профункционира. Колку време од тогаш поминато? Значи самото тело ништо не превзе. Да не се остави само впечаток дека јас го бранам судскиот совет и начинот на нивно функционирање. Апсолутно, ако тие добро функционирале, ако функционирале сите сегменти на судската власт, немало да биде довербата каква што е. Но мислам, колега Тречулевски, имавте можност денес да малку да се поддалечите од тоа што викате како било порано, како било сега, па ќе се воспостави пракса. Имавте можност, но тоа се разбира, не сте вие сам кој што одлучувате, барем да покажете една доблест денес и токму вие како луѓе или да ги одбраните, или да ги оцрните, да им кажете не сме задоволни од ваша. Но тоа е така како одлука на пратеничката група. Не, само да објаснам тука ставот на СДСМ денеска по однос на и ова што кажавте да поднесен список за говорници и така натаму, ставот финален беше донесен затоа што не сакавме да учествуваме и да даваме легитимитет на процедура која е спротивна на Уставот. Денеска она што се случуваше во собранието, ние сме убедени дека е спротивно на Уставот, затоа што не може одговорност на членови на судски совет. Но нели ќе подобро тоа да се брани внатре во салата? Не, ние тоа го објаснивме, мислам координаторот на пратеничката група го објасни и кажавме дека не сакаме да учествуваме во прекршување. Но ја пак ќе го цитирам членот 47 од деловникот, кој што е во главата за интерпелации, кој што вели: интерпелација може да поднесат минимум 5 пратеника и таа интерпелација може да биде за носител на јавна функција, каде што спаѓаат овие, за комплет цела влада, поединец од влада и за прашање на работа на државните органи. Така да членот на деловникот е јасен. Овие луѓе ние ги избираме, овие луѓе годишно се должни по закон да ни поднесат извештај за работата, кој што извештај нели за 23-та не беше усвоен во декември минатата година, така да не знам зошто се направи ваква фама, но во ред. Имаме многу прашања вечерва да разгледаме и околу економијата и така натаму. Што станува со некако споро, барем во јавноста си има впечаток оди таа смена на јавниот обвинител, му се даваше време, па сега беше изнесена информацијата од страна на владата за повеќе пропусти во работењето. Јавниот обвинител Коцевски не се согласува со наводите, смета дека не направил никаква посериозна грешка. Кога се очекува таа смена? Мислам дека и таа постапка започна нели со одлука на влада и сметам дека сега се чека да се произнесе советот на јавните обвинители. Да видиме дали ќе одите доколку советот за јавни обвинители каже дека не направил грешка? Собранието ќе биде следна алатка доколку советот на јавни обвинители застане во одбрана на Љупчо Коцевски. Да, тогаш исто во повикувајќи се на овој член од деловникот како јавен функционер кој што се бира во собранието. Да. Само краток коментар тука по однос на јавниот обвинител, да, тоа е функционер кој што го бира собранието, меѓутоа сепак законски пропишаната постапка е дека советот на јавни обвинители треба да даде соодветно мислење по однос на наводите во соодветното барање за разрешување и така натаму. Меѓутоа многу интересно ќе биде пошто што ме тргната работата за разрешување, се очекувам дека на истиот начин ќе биде разрешен и јавниот обвинител. Многу интересно да видиме како ќе се однесува коалициониот партнер на ВМРО ДПМН, тоа е движењето Знам,
затоа што нивното стожерно ветување во рамки на изборната кампања за претходните избори, за парламентарните избори, беше дека нивниот предлог е јавниот обвинител да се бира на предлог на опозицијата со двотретинско мнозинство. И јас очекувам, пошто министерот за правда е од ЗНАМ, очекувам дека тој како министер за правда такво законско решение ќе предложи до собранието преку владата соодветно. Да ве потсетам дека и СДСМ имаше таков предлог. Јавниот обвинител да оди од страна на опозицијата, но не го реализира и во ред ќе кажете затоа изгубивте. Така. Но добро е за потсетување, па да видиме како ќе излезе. Очекувам дека сега ќе се држи до зборот новата влада. Да. Ке видиме што ќе се случи и со овој дел, меѓутоа факт е дека граѓаните, печатокот во јавноста е дека некако не се движи со некоја очекувана брзина. Па се согласувам и ние токму затоа не се движи затоа што се истите луѓе кои што не се освестија дека треба да функционираат независно, без политички диктати и налози. Но ќе го носите од друга страна господин Стојановски ризикот дека оваа власт сега носи своји луѓе во правосудството. И тоа и така може да носи своји луѓе. Вчера имаше избор на суди, јас не знам, колегата Милошовски дури наведе со имиња кои луѓе биле назначени за суди по судовите низ градовите на Република Македонија, така да ќе видиме. Јас кажав, Македонија е мала држава и еве ние им дадовме шанса токму на оние кои што биле избрани од претходна власт да профункционираат. Не профункционираат, значи нешто дефинитивно мора да се покрене. Но добре, видовме краток коментар по нас на тоа дали ќе се носат наши ваши луѓе, сегојаш викам, не треба реформата да се сведе да ги избркаме едните за ги донесиме нашите. Имавме пример, избор на судија во судскиот совет, сопруга на сегашен градоначалник, актуелен градоначалник на Радовиш. Имавме пример за избор во Советот за јавни обвинители, човек кој е на листа на вреди, на Влен. Имавме соодветни примери во АЕК, председател на партиска комисија, форум на жени и така натаму. Образложението беше дека претходно вие имавте председателката на општинската организација и затоа викам, треба да го менуваме системот. Значи не е целта на реформата ги избркаме едните за ги донесеме да ги замениме со други. Добро, сепак има некакви постапки што се случуваат. Видовме предметот за адитив, сега оваа последнава со токсичниот мазут за време на енергетската криза. Очекувате дека ова сепак има завршница, особено бидејќи навистина е страшно да се слушнат вакви податоци дека буквално граѓаните се трујат со вакви отрови. Да, точно, јас сум посебно изреволтирана и вака токму вчера кога излезе веста и еве и денес мислам топ тема покрај ова што се случуваше во собрание, мислам дека во поскората македонска историја поголеми грозоморни случаи, ја се обидував да набројам, да ги сврстам во оваа категорија со овој случај од вчера. Мислам дека е сличен со онкологија, бидејќи не се работи само за оштетување на народниот буџет со милиони, 170 милиони евра, туку се работи и за тоа што граѓаните на Република Македонија се оштетени со нивното здравје. Таков беше грозоморен случајот со онкологија. Би рекла геноцид од некоја современа мерка и 2,5 случаи да наведам, ако може за пола да се каже, не помалку геноциден беше и случајот со вакцините за време на ковидот, со нивното доцнење, со профитот од нивната набавка, така да како да ви кажам, можеби во СДСМ се случајни реформи со промена на ликови, но се уште мислам дека заевизмот функционира и уште долго време ќе се занимаваме со тој тип на страшни грозоморни случаи. Сега гледам дека сакате да го припишете ова на претходната влада, па само од она што го слушнавме во јавноста, тие па го поврзуваат едниот од осомничените дека бил близок до ВМРО ДПМН. Значи кој да е, ова е добар пример дека кој да е. Точно и ако има уште, мислам дека 11 лица се засега опфатени со овој случај, а 30 беа со случајот адитиви, кои да. Поготово, не само заради злоупотребата, што е огромна сума на средства, со тие пари замислете колку болници или колку апарати за лекување на луѓето можеле да се набават, но посебно затоа што, и пазете, ние немаме начин да докажеме колку луѓе настрадале од овие грозоморни и колку вакви набавки имало. Еве сега тоа точно. Се отвара повторно таква дилема. Се отвара Пандорина кутија, но кој да е во овој случај, дали бил претходен функционер на ВМРО, ДПМН, па на СДСМ, апсолутно не ме интересира. Особено затоа што се работи за здравјето на граѓаните. Тоа е грозоморен чин за мене. Ако може, ако е можно и најстрога или најголемата казна која што законот има пропишано, на овие луѓе треба да им се пресуди.
во однос на ова прашање, во однос на оваа акција која ја видовме во медиумите, јас само можам да кажам дека целосно ги охрабрувам правосудните органи и сите релевантни институции до крај да ги истражат сите овие наводи кои се однесуваат на сомневања за сторен организиран криминал и потенцијален екоцид. И сите одговорни да ги изнесат пред лицето на правдата. Да, знаете зашто е ова многу сензитивно, да? Само да се докажам. Меѓутоа, сите постапки треба да се водат транспарентно, по согласно со закон, врз основа на докази и при тоа да се води сметка за начелото на презумпција на невиност која е уставно гарантирано начело. И јас верувам дека владата и институциите ќе се водат од овие правни начела за да не дојде до ситуација да почне да заличува на она што беше ситуација 2016. Некаков политички прогон за тоа сакате да се затоа викам, доколку владата и институциите се држат до овие правни начела, тоаш на вистина ќе имаме реална системска борба против корупцијата, меѓутоа доколку не се држат до овие начела, тоаш ќе почнат да заличуваат на она што беше од 2006 до 2016, а тоаш имавме само политички прогони лов на вештарки. Затоа викам, многу е важно сите овие постапки во основа на законите, транспарентна, фер постапка, врз основа на докази да се доведат до крај и сите одговорни да излезат пред лицето на правдата и целосно ги охрабрувам правосудните органи и сите релевантни институции да си ја завршат законски определената работа за која се надлежни. Да. И да, ако може да направам некоја спојка помеѓу првата и втората тема, бидејќи овој случај го споредив со случајот онкологија, за онкологија немаме разрешница. Се сеќавате, минатата година веќе или 23-та беше анкетната комисија во собрание, неколку денови се одржуваше, нема разрешница. Па токму затоа се овие интерпелации. Затоа што ниту модуларната болница, ниту Беса Транс денес беше спомената. Пазете, зборуваме за крупни случаи кои што навистина ја потресоа јавноста во држава. А што да кажеме за луѓе кои што можеби со години се влечат по судови, во меѓувреме изгубиле финансиски средства, семејни куќи, фамилии. Да се чека и експертизи, имаше една од Србија, една мислам дека беше од Босна во однос на тоа терапиите. Сега не знам дали веќе во меѓувреме се пристигнати. Но сепак не може тоа да е одбрана. Значи, судството дефинитивно затаe изминативе години мора да се превземат сериозни чекори за да се разбудат сите, и поединци, и колективно. И... Да. Само краток коментар, не знам детали, меѓутоа мислам дека по однос на сите овие предмети, и Беса Транс, и Дурмо, ако се спомена, и онкологија и така натаму, дека се водат постапки. И тие постапки, исто така како за ова што споменав, треба да бидат доведени до крај, за да се знае вистината и одговорните да се одговараат согласно закон. Мислам, тука да немаме дилема, тука сме на исто. Да, една од критиките до власта ќе биде, предпоставам, дел од обвинителите во адитив, лотарија, перпарим, артан груби, се случува да исчезнат, да се недостапни за органите на прогонот. Госпоѓо Стојановска, како да станат достапни? Па јас мислам дека и за тоа слушаме меѓусебни обвинувања кој кого пуштил, дали доколку некој учествувал во нивното бегство, ако е тоа организирано, поготово со луѓе од институциите, и тоа треба да се разоткрие. Мислам дека околу случајот со бегството на Артан Груби, мислам дека повика на одговорност Панче Тошковски, некој службеник на граница, така да, но сепак СДСМ пак ќе прашам дали има кредибилитет да прашува за овие бегства, затоа што не добивме ни ден денес одговор за тоа како се случи заминувањето, односно напуштањето на државата на Никола Груевски во време кога СДСМ беше на власти, министер за внатрешни работи беше токму Оливер Спасовски. Така да недозволиво е, но сепак можеби и признание на вина ова бегство на овие луѓе, затоа што ако не се виновни, би требало по некоја логика да останат во држава, да си ја докажат правдата, но доколку ќе потенцирам, доколку некој учествувал во нивно организирано бегство, тогаш тоа секако јас повикувам да се обелодени, да се знае. Конкретно мислам? Па без разлика луѓе во институции, дали во полиција, дали во царина, кој што им го овозможил тоа. Добро. Апсолутно, јас исто и говорев за порозноста особено на северната граница во делот кон Косово, тоа е на Плаце. И истакнувавме низа на пропусти кои се случуваат на таа граница, што значи дека тоа било системно функционирање. И тука имавме бегството на Блерим Рамадани, ако се сеќавате. Па имавме начинот како Африм Каши со сватовите ја поминува границата. Па после да ни се случи бегството на Артан Груби, кое
извинете, јас лично ќе кажам, меѓутоа никој не може да ме убеди дека тоа не е организирано, дека туку така некој службеник се возбудил од колата што е видел. Не е се каже дека е организирано. Па видете, од когот има органи во државата кои тоа треба да го испитаат. Меѓутоа, очигледно дека станува систем на порозност на границата, односно начин на функционирање и очигледно дека таа граница свесно требало да биде порозна за овие работи да се случуваат. Блерим Рамадани, Партан Груби, Парпарим Байрами, за кој викаат дека од претходно е напуштил државата, па тука ќе го споменам и нашиот сопартиец поранешен Васко Ковачевски, кој мислам дека и тој не е присутен во државата. Правдата треба да биде подеднаква за сите. Не треба на крајот на денот правдата да се сведе на некои си службеници во рамките на институциите, а тие што на вистина се фокус на сите на овие случаи, на овие дела, да ни заминат од државата. И институциите, уште еднаш да повторам, навистина треба да проверат и да поведат сметка дали и како овие луѓе ја напуштиле нашата држава. Да. Кога сме во оваа смира, кога зборуваме за разрешувањето на членовите на судскиот, интерпелациите на судскиот совет, дуи денеска во собранието најавија интерпелации за судиите на Уставниот суд, а тоа е во контекст на Законот за јазици. Подготвителната седница е на 20 март, има и експерти од Венецијанска комисија и од Судот за човекови права. Стојановска, па не можам да не се насмеам, многу интересни феномени. Како гледате на ова најава? За мене дуи станува феноменот како дефинитивно се помири дека се опозиција и сега еве најавија интерпелација на луѓето кои што еве тие ги поставиле. Или предметот Законот за јазици, токму тие луѓе за кои што сега најавуваат интерпелација, 5 години бил чуван токму кај тие луѓе. Не можам, навистина не можам да ги разберам. Велат дека се проевропска партија, велат дека се за право и правда, но кога се лично засегнати, тогаш најавуваат не знам какви протести, дестабилизација на држава или било што, а ако зборуваме за европско право, значи Венецијанската комисија се произнесе дека овој закон е спор. И никој не го омаловажува албанскиот јазик во оваа држава. И никој не прави преговори дека во оваа држава на цела територија на Република Македонија треба да биде службен јазик и албанскиот. Не, службен јазик на територија на цела држава е македонскиот. Точка. Така стои во Уставот. Така стои во Уставот. И нема тука промена, и нема тука што тие да изигруваат жртви или борци за правата на албанците. Од Охридскиот договор. И од Охридскиот рамковен договор. Тие велеа нема менување ни точка ни запирка од Охридскиот. Тие се ставени во еден чор сокак и сега гледате ако можам некоја анализа да направам. Прво има најава за бојкот на локалните избори, па изгледа добија некоја шлаканица, па се велат не бојкот, ама некој облик на такво нешто. Мислам дека нивната цел е побрзо да се стигне до предвремени парламентарни избори, зашто апсолутно нема атмосфера ниту амбиент во оваа држава. Што ни прво не сакаат да има да довршам мојата мала скромна анализа, која ми е целта за предвремени парламентарни избори, можеби да намалат силата на сегашнава коалиција на власт и да се спасат од одговорност. Тоа е нивната цел. Затоа што гледаат дека почнуваат да се случуваат промени, почнуваат да се санкционираат оние кои што тие ги инсталираа по сите институции за да можат непречено да вршат криминал. И тоа што тие се оградиле од Артан Груби или од Рам Измерко е најмалку сега битно за држава. Тие е битно сега тие да се спасат. Но тие повикуваат сите ги слушаме секојдневно при настапи во медиуми и така натаму, велат дека секој што се огрешил и од ДУИ да се одговара според Да, но кога конкретно функционер на ДУИ ќе биде засегнат од името на правдата, тогаш велат дека се работи за албанофобија. Тогаш велат дека правата на албанците се загрозени. Значи, ДУИ не понуди колку години на власт, не понуди ништо конкретно за напредок на оваа држава. Да не зборувам за економија. Па тие во 2020 каков настан најавува промена на агендата на ДУИ зелена агенда. Што видовме ние од зелена агенда? Дали се отвори фабриката за електрични автомобили? Не видовме. Значи, тие се единствено научени да функционираат од позиција на власт, од позиција на моќ и од позиција дека никој ништо не им може. Значи, не можат според вас дуи да се помират со тоа што дека се во опозиција. Не стравувате дека имаат потенцијал да предизвикаат политичка криза, да издействуваат евентуално имаат политичка криза внатре во партијата. Европски фронт
далеку. Сега гледајте, кога се расправаше во собранието за законот за јазици, јас и го нарекував одговорница, тоа беше закон за албанскиот јазик или закон за двојазичност во оваа држава. Сега од оваа позиција ги слушам како тие се борели за јазиците на останатите етнички заедници. Лицемерие. Значи класично лицемерие. И никаде заграда стои албански јазик, во оваа држава никаде не е загрозена употребата на албанскиот јазик таму каде што тој има реална потреба. Тречулевски. Јас за разлика од колешката Дафина сметам дека Дуи не се снаоѓа во опозиција. И сака да биде власт. И искрено жалам за тоа, затоа што сметам дека нашите сограѓани албанци треба да имаат политичка партија во опозиција која ќе ги застапува нивните интереси, но и ќе се спротивставува на погрешните политики на власта. Со овој етнонационалистички наратив кој Дуи го има во последниот период, јас мислам дека полека почнува да наликуваат на златна зора во Грција и на тој начин ризикуваат да бидат целосно изолирани на политичката сцена и да го изгубат онај коалиционен капацитет. Во тој контекст, изјавата на амбасадорката Агелер, која беше пред некој ден во Уставниот суд, кажа дека судот треба да одолее на политичките притисоци, судиите да работат според... Тоа е императив, тоа е суштината на крајот на денот, судиите и Уставниот суд треба да одлучуваат само по устав. Дали тоа беше и пораката од Дуи, бидејќи тие се цело време партијата што прави притисок врз судот. Така е, за денеска тие зборуваат за законот за употреба на јазиците, кој патем тие го доставија до Венецијанската комисија на мислење. Венецијанската комисија даде соодветни забелешки, кои забелешки денеска се предмет на разгледување на Уставниот суд. И сметам дека судот треба да одолее целосно на било каков политички притисок од било која страна, да донесе одлука и таа одлука да биде испочитувана. Меѓутоа, кога зборуваме за капацитетот на Дуи да направи поголема политичка криза, јас сметам, и тоа е некое мое лично согледување, дека од една страна сметам дека не само нивниот страв од локалните избори дека ќе ги загубат поголемите општини со доминантно албанско население, туку сметам исто така дека можеби се работи и за подготвено сценарио, организирано сценарио во Будимпешта за креирање на политичка криза во рамките на државата, затоа што од она што гледаме последниот период... Што Будимпешта, колку го поврзувате сега? Сега ќе докажем, затоа што од она што гледаме последниот период и што го слушаме, дека врските помеѓу Дуи и Никола Груевски не прекинале и тој ортаклук си постои целото ова време. Затоа, тоа е мое лично согледување. Груевски не е премиер? Јас зборувам за потенцијално, можно, договорено сценарио, затоа што ако се вратиме назад и ако погледнеме, на црната листа Артан Груби беше ставен заради помагање на Сашо Мијалков во однос на пресуда која требаше да се донеси против него. Од она што го слушнавме од премиерот е дека политичари, високи функционери на Дуи во континуитет се среќаат со Никола Груевски во Будимпешта. Затоа јас го отварам ова како една потенцијална можност. Меѓутоа, на крајот на денот сметам дека нема поголем капацитет за било каква дестабилизација на државата или поголема политичка криза, затоа што мислам дека граѓаните се многу свесни. Граѓаните од политичарите очекуваат нешто друго, тоа е испорака на ветувањата, подобар животен стандард, подобро здравство, образование и така натаму, и мислам дека нив им е смачено од враќање во минатото, од отварање на стари рани и од вакви етнонационалистички и романтичарски теми. Кои што се податливи, сепак имаме локални избори, претпоставам дека етничките теми се злоупотребуваат. Јас мислам дека секогаш национализмот е податлив, меѓутоа е многу скап и многу високо ја кошта и државата, меѓутоа и политичките партии кои го практицираат. И само кратко да додадам по однос на бојкот на локални избори, ние бевме политичка партија во 2013 година кој имавме стратегија за бојкот на локалните избори, ако се сеќавате. На крајот, единствено, ние ја претрпевме целокупната штета од таквата наша стратегија, дотолку повеќе што и меѓународната заедница никогаш не поддржува бојкот како легитимно средство во една демократија. Ние сме стремиме да бидеме развиена демократија која се стреми да стане полноправна членка во Европската Унија и тоа треба да го покажеме на дело. Затоа сметам дека сите овие изблици се само за привлекување на внимание од страна на граѓаните
и зачувување на она теза на Дуи, дека тие се единствениот гарант за добри меѓуетнички односи во рамките на државата, која е погрешна, и сметам дека сите политички партии, сите чинители во општеството имаат улога во таа работа. Тие не го признаваат легитимитетот на вреди во владата. Да, тоа е таа приказна што веќе трае колку месеци по изборите. Стојановска, во односно е сценарија за кој што зборува Речулевски.